почитувани средства за јавно информирање, почитувани сограѓани на општина Центар, граѓани на градот Скопје. Мислам дека во претходните излагања и на Никола и од страна на UNDP беа кажани повеќето детали. Јас само можам да го изразам моето задоволство како градоначалник на општина Центар што вака заеднички се организираме да ги решиме овие прашања кои што, ајде да кажам, биле оставени на работ на времето. Тоа значи дека вакви простори биле запуштени, а како што кажа Никола, се место каде што ствараат топлотни острови кои што нормално зголемуваат температурата во нашиот град, посебно во летниот период, а со реконструкција на кровот и засадување на зеленило пред се на високи стебла, но и ниски растенија и трева ќе придонесат на правење на такви отпорни, тоа е всушност и проектно отпорно Скопје, каде што генерално вакви кровови ќе бидат искористени како примерот на ГТЦ, место кое што ќе биде за одеден вид на рекреација на луѓето кои што живеат тука. Знаеме тука дека и претходно било кино по кој што и познат овој објект, така да е една идеја и за понатака за реализација на тој проект. И воедно ќе биде едно место каде што ќе можат пред се младите луѓе да доаѓаат да учествуваат на разни активности поврзани со културата, но и место за ајде да кажам секојдневни активности на граѓаните на општина Центар и граѓаните на Скопје. Ја поздравувам одлуката на градот Скопје да издвои 18,5 милиони денари, се со цел да воведе еден нов начин на практикување на вакви локации и вакви места, и се надевам дека ова ќе продолжи понатака, нема да застане само со ГТЦ и само со кровот на дом на градежници, го напротив, ќе имаме и други вакви проекти, нормално поддржани од UNDP или од останати институции, дали се домашни или од надворот тука. И пак ќе напоменам, ова е еден нов начин, нов стандард на кој што градот Скопје, општината покажува третман на јавните простори, дали се наоѓаат на објекти или се простори поврзани со, дај да кажам, некој тротоар или некоја улица, каде што значително места каде што биле бетон или ајде да кажам некои градежни активности кои што биде предвидени се заменуваат со зелени појаси, зелени површини, и со тоа придонесуваме пред се и за поздрава животна средина, но и за разубавување на тој простор кој што на жалост во претходен период некој го имал узурпиран.